Здраво ученици! Јас сум Игор Михајловски, наставник по математика во Општинско основно училиште Панко Брашнаров од Велес. Со помош на ова видео ќе видиме како се класифицираат, тоест кои се видовите на четириаголници. Оваа наставна содржина е дел од темата геометрија и решавање проблеми. Што треба вие од неа да научите? Треба да научите да препознавате и опишувате четириаголници, како и да ги класифицирате според аглите, страните и паралелноста на страните. За време на видеото може да паузирате, да си препишете тоа што треба и при тоа да го продолжите и да одите на нареден слайд. Пред да видиме како се делат четириаголниците и според што да повториме за четириаголник. Нешто што ви е учено претходно во оваа тема, кога имате учено за многоаголник. Четириаголник е многоаголник со 4 страни. Освен што има 4 страни, четириаголникот има и 4 темења и 4 агли. На цртежот ви е представен четириаголник А, Б, С, Д. Темењата на овој четириаголник се означени со големите букви А, Б, С, Д. Страните се означени со малите букви А, Б, С, Д. Додека аглите соодветно се означени со алфа, бета, гама и делта. Страните кај четириаголникот се отсечки. И знаеме дека секоја отсечка се карактеризира со должина и заемна положба. И според тоа можеме отсечките да ги споредуваме. Секој четириаголник има два пара спротивни страни. И донесен е заклучок дека четириаголниците може да се делат според бројот на парови паралелни страни. Поради тоа што он има два пара спротивни страни, значи можеме да ги поделиме на четириаголници со два пара паралелни страни, на четириаголници со еден пар паралелни страни и на четириаголници со ниту еден пар паралелни страни. Четириаголниците со два пара паралелни страни се нарекуваат паралелограми. На цртежот имате представено четириаголник кој што се нарекува паралелограм и неговите страни се означени со А и со Б. Едниот пар паралелни страни е означен со А, значи они освен што се паралелни се еднакви со должина, затоа се еднакво означени, другиот пар е означен со Б. Четириаголниците со еден пар паралелни страни се нарекуваат трапези и на цртежот ви е представен еден трапез. Неговите страни се означени со А, Б, С и Д. Парот на паралелни страни, значи оној пар на страни кои што се паралелни, се означени со А и со Б и они се нарекуваат основи, нешто што ќе го видите после тоа кога ќе разгледаме како се делат трапезите, а додека парот на страни кои што не се паралелни се означени со С и со Д и они се нарекуваат краци. Третиот вид на четириаголници е четириаголниците со ниеден пар паралелни страни и они се нарекуваат трапезоиди. На сликата ви е представен еден трапезоид и страните на овој трапезоид се означени со А, Б, С и Д. Кога видовме како се делат четириаголниците и според што, сега ќе одиме понатаму и ќе разгледаме секој од овие три вида на четириаголници понатаму како се дели и кои се изучуваат во еднина. Паралелограмите се четириаголници, значи видовме претходно, со два пара паралелни страни. Пошто страните се отсечки, а отсечките имаат должина и заемна положба, според тоа групирани се во 4 групи паралелограмите. И тоа, првиот паралелограм е правоаголник,
и он е паралелограм на кој сите агли му се прават. Значи, ако погледнете, он има 4 агли, сите 4 агли се еднакви помеѓу себе и они се прави, т.е. по 90 степени. Страните му се означени, едниот пар спротивни со А, другиот пар со Б. Нареден паралелограм е квадратот, представен ви е со цртеж, сите страни се означени со А и може да забележите дека и сите страни му се еднакви помеѓу себе и сите агли му се еднакви помеѓу себе, т.е. они се по 90 степени или прави. Поспоред тоа, квадратот е паралелограм на кој сите агли му се прави и сите страни му се еднакви. Третиот вид на паралелограм е ромбот, представен ви е со цртеж ромбот и страните му се означени сите со А. Од цртежот може да се види дека сите страни му се еднакви помеѓу себе и означени се со А, додека аглите не му се еднакви помеѓу себе, нешто што беше случај кај квадратот и кај правоаголникот. И ромбот е паралелограм на кој сите страни му се еднакви. Четвртиот вид на паралелограм е ромбоид и можеме да видиме дека он е паралелограм кој нема прави, он е паралелограм кој нема прави агли и има страни што не се еднакви меѓу себе. Од кога видовме за паралелограми, сега ќе видиме како се делат трапезите. Значи, трапезите може да ги поделиме во две групи и тоа едниот е правоаголен трапез, го представен е со цртеж и од цртежот може да видиме дека кај овој трапез еден крак е нормален на основите. Значи, она што го спомнавме кога ги разгледувавме видовите на четириаголници, за трапезите кажавме дека спротивните парот на страни кои што се паралелни се означени со А и со Б и они се еднакви, они се нарекуваат основи, додека непаралелните страни се нарекуваат краци. Значи, тука основите се А и Б, додека краците се С и Д. И за да биде трапезот правоаголен, треба или кракот С или кракот Д, еден од нив да биде нормален на основите. Другиот вид на трапез е рамнокракиот трапез. Самото име рамнокрак ни кажува дека треба името доаѓа според краците и од цртежот може да забележите дека краците се означени и едниот и другиот со буквата С, тоест они се еднакви. И рамнокрак трапез е трапез со еднакви краци. Наредно што ќе видиме е за трапезоиди, значи трапезоидот беше четириаголник кој нема ниту еден пар паралелни страни и вид на четириаголник на трапезоид кој што се изучува понатаму во текот на материјалот е делтоидот. Ако го погледнете цртежот на делтоидот, може да видите дека две страни се означени со А, малата буква А, додека другите две страни се означени со малата буква Б. Од ова може да заклучиме дека трапезоидот има два пара еднакви соседни страни. Значи, соседни страни се страни кои што имаат едно заедничко теме. Со ова ние видовме како се делат четириаголниците, според што и како се делат и секој од нив понатаму како се дели и кои видови се изучуваат. За дома
да се решат задачите од учебникот за четириаголник и за оние ученици кои што сакаат повеќе, може да ги повлечат и диагоналите на кај овие видови на четириаголници, да ги споредат диагоналите по должина, да видат како се сечат, да видат како се преполовуваат, може да ги споредуваат и спротивните агли, може да ги споредуваат и аглите кои што лежат на иста страна и да видат до кои заклучоци ќе дојдат. Пријатна работа и се гледаме во некое наредно видео.